Како помина продолжениот великденски викенд за вработените во итната медицинска помош во Скопје и зашто најмногу има интервенции? Утрово одговор на овие прашања бараме од доктор Александра Пејовска, која е одговорна на смена во итната медицинска помош. Докторке, добро утро, честит Великден. Имавте ли полни раце работа или сепак имавте мирен великденски викенд? Добро утро, среќен празник за многу години за ние. Па вака, во однос на другите години што ги имавме интервенциите за празникот за Великден, ова година можем да кажеме дека беше релативно мирно во однос испоредено со другите години кои што сме интервенирале и што сме имале работа. Зашто имавте најмногу интервенции? Најмногу интервенции беа нели хроничарите со промена на времето што настанува новонастанатите, значи на више постојаните заболувања, нови акутни состојби. Периодов нели за празников имаше доста, значи ги имаше како колапси на јавно место, имавме сообраќајки, меѓутоа у суштина претежно беше интервенции се вршеа кај пациенти кои што имаат хронично, што се заболени со хронична патологија. Кога би ги претвориле во бројки, колку јавувања имавте изминатиот период? Јавувањата како јавување ги имаме стандардно доста. Дел од нив нели се интервенции, дел од нив поменуваме само со совети. Така да во однос на интервенции во изминатиот период, значи за празников имавме релативно така, ајде поднамалени во однос на изминатите години за празникот, во однос на оваа година. Така да просечно за целиот празник нели од петокот па навака имавме ајде алкохолизирани од прилика што ние сме интервенирале околу 4 лица, севкупно имавме 15 сообраќајки. На јавни места, значи колапсите, ајде да ги кажеме како колапси, така ги бележиме ние, ги имаше околу 10. Имавме еден пожар во аеродром во текот на овој празничен продолжен викенд. Така да сума сумаре доста помалку интервенции во однос на изминатите години што сме ги имале, дали за сообраќајки, дали за прејадувања, дали за колапси, дали за алкохолизирани лица. Споменавте релативно висока бројка на колапси. Како настануваат и како треба да постапуваат граѓаните, како да си пружат самите на себе прва помош? Па вака, сега овој периодот колапсите беа поназначени заради моментот што е постењето. Поголемиот број ни биле доручкувани, значи нема земено оброк. Друга работа исто така промената на времето, час топло, час ладно, високите температури што за овој период не се баш како што треба, така да сите тие состојби и ситуации доведуваат до појава на колапсот, падот на шеќерот, кај хроничарите, значи недоволно внесна храна, недоволно внесна течност, и така да во тие периоди пожелно да имаат со нив течност, пожелно да имаат оброк, значи со нив нешто да можат да конзумираат храна и да имаат нешто благо во рака. Докторки, во наредниот период ќе се јадат великденски јајца од оние што останале, нели? Так. Кажете ми, на што најмногу треба да се внимава? Кој е вашиот совет? Па треба да припазат, нели, не може да се конзумираат јајцата, значи во текот на целата недела треба да се припази кога се приготвени, да се чуваат на соодветни услови, значи да не бидат на топло оставени и така натаму, да се припази со мрсната храна, зготвена храна, како во моментот што е да не биде заостаната храна од порано, затоа што нели интоксикациите се го прават само својот. Доктор, ке ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Утро во Македонија на Утро. Да се надеваме дека за идните празници ќе имате помал обем на работа. Ви благодарам на поканата, се надеваме и ние да бидат сите добри и да има помалку интервенција од наша страна. Колеги, разговаравме со доктор Александра Пејовска, одговорна на смена во итната медицинска помош во Скопје. Ги чувме нејзините совети како внимателно да се празнува, но и колку може промената на времето да влијае врз здравието на луѓето.